Кочани беше домаќин на инфосесијата за ИПА повикот од 2015 година за финансирање проекти од областа на граѓанското општество, поддршката на невладините организации и медиумскиот сектор. Организатор на средбата беше канцеларијата на делегацијата на Европската унија во Македонија, а во соработка со локалната самоуправа на Кочани. Намерата е во директен контакт на потенцијалните апликанти од граѓанските здруженија да им се објаснат можностите што им стојат на располагање за финансиска поддршка во реализирањето на одредени нивни проекти. При тоа им беа објаснети приоритетите и правилата за аплицирање на повикот. Овој повик е од програмата, како што реков, Civil Society Facility од ИПА 2, значи новата програмска ИПА. Се работи за портфолио од 5 милиони, 3 приоритети се во прашање. Првиот приоритет е 1,5 милион и се работи за интервенции кои граѓанските организации можеле да ги направат во полето на хоризонталните мерки, значи она што е се што би било околу овозможувачката средина за граѓанските организации, правна, финансиска и така натаму. Вториот приоритет е watchdog и мониторинг на јавната администрација, каде што граѓанските организации можеле да направат проекти во однос на работата на јавната администрација. Третиот приоритет се основните темелни права, каде вниманието е насочено кон децата и нивните права, како и правата на ЛГБТ заедницата, ромската заедница и останатите маргинализирани групи. За добивање финансиска помош преку ИПА 2 повикот можат да аплицираат сите граѓански здруженија, но и другите невладени институции, како синдикални асоциации и здруженија во кои членуваат лица кои професионално се занимаваат со определено занимање, како што на пример се новинарите. 26 април е рокот за аплицирање на концепт нота, значи тоа се практично концепт идејата, и потоа извршуваме евалуација и од кога ќе направиме кратката листа, да речам, а таа се прави по успех на добиени поени и се мултиплицира износот. Значи, практично ќе повикаме апликанти да изработат цела апликација дупло поголемо од бројот, значи до 10 милиони. Апликантите може да аплицираат од 12 месеци до 36 месеци и јас топло им препорачувам на сите оние што сакаат да аплицираат да искористат оваа ретка можност каде што може да се аплицира за подолги интервенции. На работилницата беше оставена можност и за присутните представници од граѓанските здруженија да постават прашања за да добијат помош околу изготвувањето на што подобра апликација. Освен во Кочани, инфосесии за ИПА 2 повикот делегацијата на Европската унија ќе организира и во Скопје и Битола.